Одбележувањето на 123 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев се случува во време кога земјава се уште има нерешени прашања со Бугарија, во кои меѓу другото е токму и тоа чиј е Делчев. Бројни делегации годинава на гробот на Делчев во црквата Свети Спас, каде се одржа панихида, положија венци и свежи цвеќиња. Премиерот Мицкоски не очекува промена во односите меѓу Македонија и Бугарија и како што истакна, уште повеќе ќе се заострува. Не очекувам воопшто да се промени атмосферата, напротив, очекувам истата таа атмосфера да се вжешти, затоа што се уште имаме структури и политички, но и општествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Се додека има такви политички структури и општествени сили, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Председателот на СДСМ Венко Филипче пак рече дека ВМРО ДПМН го злоупотребува ликот и делото на Делчев и доколку тој би бил жив, би се срамел од ова ВМРО. Тој рече дека Бугарија не го негира нашиот идентитет, а дека премиерот Мицкоски не ги спроведува уставните измени, затоа што не сака земјава да стане членка на Европската унија. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично проложи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. И со уставните измени, со кои што ќе се стават во уставот бугарите, хрватите и така натаму, ама буквално ништо не е загрозено. Лага е на ВМРО ДПМН, на Христијан Мицковски, тоа што го кажува. Зошто? Поради тоа што не сака земјава да оди напред во Европа, не сака вистински реформи. По изборите во Бугарија, во кој победи поранешниот председател Румен Радев, се очекува тој да ја состави владата, а дури потоа се очекува евентуални средби и разговори за отворените прашања што ги има Македонија и Бугарија.